Јас допрва му велам добро утро, ако веќе не е и добар ден на Никола Тодоров. Добро утро, адвокат по професија, да. Инаку поранешен министер за образование и здравство, па се заедно едно 7-8-9 години. 8 години, така е, така е. Господине Тодоров, го слушавте разговорот и со министерката за социјала и труд. Бака, убаво е од страна сега кога нема човек одговорност, така да. Убаво не е, полесно е. И вие протеравте штрајкови на времето и така натаму. Да. Како ви се чини, да ја прашам просто за коментар, како ќе заврши оваа сага помеѓу синдикатот и владата? Ке мора да најдат начин да се договорат, затоа што после 2 години гап или дупка што се направи во едукацијата на младите, на децата од предизвикани од коронава, ние сега имаме штрајк во образованието кој што уште повеќе ќе го продлабочи овој јас и уште повеќе ќе го загубиме чекорот кон развиените, да речем, западни демократии и економии, и тоа е на штета сериозна на државата. Тука владата мора да најде начин како брзо и ефикасно да го овој штрајк дека има туше некој процент повеќе владава да попушти, па се ова тактика во преговорите и сонг малку и како да се излета, мислам. Реално побара за пократко време она што можеби може на подолг рок да го видите, владата мислам дека нема избор и мора да најде начин да се договори со нив број 1, но број 2 и сонг треба да знае во какви економско-политички времења преговара. И тоа е многу важно, затоа што кога се бара договор, потребно е попуштање од двете страни. Значи треба да се најде некое заедничко решение. Моја предпоставка е вака, некој е дека околу 3000 денари покачување ќе можно е да биде некаква си магична формула за договор. Си извинувам што ве злоупотребив, не беше ова темата за која што сакам да викам, ама бидејќи се тоа актуелни настани, вие сте со големо политичко искуство, па мислев дека е важно и тоа да го прокоментирате. Вие прочитав минатата недела вашата колумна која се објави, ако не слажам, недека на средината 13 месецов, а потоа колумната за која пишувате за Дојче Веле и која вели Путиновата војна, равноземјашите и нашиот влез во ЕУ. А потоа откако ја објавите колумната, практично сите тези во колумната некако се потврдија со овие, би рекол, непријатни настани што се случија во Битола. Не се тие за нас нешто особено ново, но се продолжување на една политика која се некако се надеваме дека од Софија кон Македонија се променија, не се случува. Ајде прво да ве прашам за целата атмосфера, како вие оценувате после оваа ситуација која што после овој настан во Битола? Мислам дека ова е му зададе еден многу сериозен удар на процесот на преговори и особено на процесот на градење на доверба. Ако и господинот Петков, кој што го сметам за разумен, модерен бугарски политичар, можеби и не знаел како се доживува Ванчо Михајлов во Македонија, сигурен сум дека тие некои советници кои што го натерале да дојде на овој настан знаеле. И сакале да го постигнат тоа токму што го постигнаа. Тоа е прва работа. Втора работа, да дојдеш на промоција на културен клуб кој го носи името Ванчо Михајлов и со себе да го земеш Каракачанов и да се надеваш дека тоа ќе ги подобри односите помеѓу двете земји или ќе го реши проблемот кој што постои меѓу нас, е еднакво како нашиот премиер да отидеше во Бугарија на преговори и да ги земе Апасиев од левица, Бачев и овој Тодор Петров. Добро, и да се надева дека... Морам да ви упаднам, бидејќи не е јасно дали Каракачанов беше во официјалниот состав на делегацијата или сепак приватно престојал така, но тој тип на наивност... Такви трикови во политиката, постоја такви трикови во политика и да го гледам како трик. Добро. Дали бил дел од официјалната делегација или сам дошол воза позади нивната делегација и случајно тогаш излегол кога и они излегле, не го гледам баш така, но во секој случај кога си премиер на држава мораш да внимаваш и на тоа. Па еве дури и да не бил дел од делегацијата, само иницијативно дошол. Значи направија да не сега се фокусираме само на Каракачанов, не, тој проблемот. Тоа беше само сакав сликовито да објаснам како и зашто се зададе еден најтежок удар, мислам, на преговорите. Она што почна добро, а тоа беше мерки за градење на доверба или можност за дефокусирање од една тема која што предизвикува проблема, тоа е Комисијата за историја, на други теми кои што се реално потребни за граѓаните, како градење автопати, железници, економска активност, така натаму, денеска повторно е вратена во економската, во историската сфера, но на едно уште потемно ниво.
тоа е огромен Да проблем. ве вратам на колумната, бидејќи рамката која што таму ја постувате, всушност рамката во која што и овој настан се случува, вашето тврдење дека Русија многу лесно се игра помеѓу се извинам бугарската и српската пропаганда во Македонија и кога сака нешто да држи, да дестабилизира, да одржува еден замрзнат конфликт кој што го блокира Западниот Балкан за својата европска интеграција, лесно се игра и со Србија, и со Белград, и со Софија, па и со Скопје во таа линија, дигајќи ги. Вие мислите дека за това стои некаков руски интерес во Бугарија, бидејќи само уште да го доконтекстуализирам прашањето, господинот Ванчо Михајлов се појавува во македонската историја во еден многу незгоден европски контекст за време на Втората светска војна, а денеска пак сведочиме една голема дестабилизација на континентот која може да има непредвидливи последици. Случајни ли се тие работи или е сепак некаков континуум во прашање? Не се случајни, тоа е мојата теза одамна дека Русија сака да ја задржи Македонија на таа вечна станица наречена Западен Балкан и практично да ја задржи како остров од кој што може да се продуцира нестабилност на целиот овој регион. И тие тези за прв пат ми беа потврдени дури од господинот Петков јавно и тоа искрено да ви кажам во Благоевград да изјава човекот и прв пат некој висок политичар да ги потврди јавно додека е во позиција нели премиер на држава е, да ги потврди јавно тие тези. И тоа е така. Тоа е така и назад наредни претходни 5-60 години, тоа претпоставувам ќе биде така и во наредни години доколку нешто не преземеме. Од она ја што се секирам сега. Што можеме ние да превземеме? Сега директно ме прашам од ова сепак нешто што се одвива. Еве, ние што можеме да превземеме, влегуваме во НАТО, депортиравме десетина руски дипломати кои што се занимавале со тоа што се занимавале, а е вон дипломатската активност. Што можеме ние во Софија? Па ние треба да им ја земеме играта. А тоа можеме да го направиме со малце мудра политика, која што ќе излезе веројатно надвор од кутијата, или со размислување out of the box. Значи, може да ќе бидам малце, ќе избрзам со некои ставови и така натаму, но мислам дека во јуни тешко дека ќе добиеме датум. Па тоа и ова веќе сега јасно. Дали треба да повторно да се бориме за датум е исто така прашање и дали треба повторно да дозволиме Бугарија да стави вето, тоа е прашање. Или треба да почнеме да бараме некакви алтернативи за кои што се збори некако во круговиве, нели? И кога ќе каже некои алтернативи, туку одма се вклучуваат такви структури овие што не држат у Западен Балкан, па зборат за некои Евразијски унии и така натаму. Ја на тоа не мислам, одма да ви кажам. Ние треба да почнеме да размислуваме за некои други европски асоциации или здруженија, како што е ЕФТА, например. Согласно член 56 од Конвенцијата за основање на ЕФТА, секоја земја може да пристапи таму. Во овој момент таму има 4 држави. И ЕФТА, заедно со 22 од 27 членки на ЕУ, го прават и Шенген. Па ако ние можеме на еден начин да се тргнеме од овој пат на кој што Софија има ставено рампа и да го бепасираме овој пат, да станеме дел од ЕФТА, потоа евентуално Европската економска област и Шенген. Во Шенген не е Бугарија, во ЕФТА не е Бугарија и не може да не блокира тука. Така, тогаш може да отвориме некаква друга европска перспектива за нас и да покажеме за кратко време потоа, за 10 години, дека можеме да бидеме поуспешни од Бугарија. Затоа што во Бугарија се уште постои, претпоставувам, некаква фрустрација од тоа што нели македонците, кои што они сметаат дека не се македонци, живееле многу поубаво од нив. И ние сме живееле многу поубаво од нив. Вие подобро од мене паметите, но паметам и јас добро. Така да мислам дека можеби е време сега да почнеме да идеме по некој вака други патишта во исти правец. Во исти правец, значи зборам ја во истиот правец. Да памтиме дека ние сме сега членка на НАТО. Значи од тој аспект многу им се намали маневарскиот простор на Русиви или на нивното влијание тука. И ако тргнеме во истиот правец по заобиколни патишта на кои што они не може да стават рампа и немаат да не бидам група, ама немаат инструменти
кои што може да ги искористат за да ни стават пречки на тој пат, тогаш ние ќе имаме една мудра политика. Ќе го продолжиме тој разговор во таа насока, но морам малку да се вратам претходно, бидејќи гледате, Ванчо Михајлов и неговата цела контроверза сепак беше реактуализирана за време на владата на господин Груевски. Тој се издигна повторно во некаков историски контекст, се даде за право за се да се разговара и така натаму. Добро, демократија, јас и со колегата Петар Тодоровски, кој што е историчар, разговаравме пред тоа за тоа. А ова што сега вие го предлагате, ќе подразбери некакво учество на опозицијата, предпоставувам, во целиот овој процес, бидејќи тоа сепак треба биде некаква национална одлука, бидејќи ако повторно се доведуваме во ситуација на вета и така натаму, никој од тоа нема корист. Мислите ли дека денешната опозиција, дека господинот Мицкоски, главната опозицијска партија и така натаму, на овој начин ги чита работите и за Ванчо Михајлов и за ова вие што го говорите? Па, видете сега, Ванчо Михајлов е една историска личност. Ако ги земете книгите по историја, ќе видите различни толкувања за него. Но во секој случај тој е некако дел од македонската историја. Така, како што многу други ликови во други држави, без разлика дали се позитивни или негативни, се дел од нивната историја. И сега, проблемот со него е 50 години, додека бевме дел од Југославија, многу македонци биле гонети како Ванчо Михајловисти. И условно кажано, македонската емиграција или она што УДБА го правила против оние кои што биле за Македонија, е да ги ставува некаква група со Ванчо Михајлов, иако не биле тоа. Значи, тука, сега, од историска гледна точка, ние, или историчарите, па дури, може и политиката, така да се вмеша тоа да прави некои расчистувања, така да не е страшно што се отвориле темите за Ванчо Михајлов и неговиот лик и дело. Сметате ли дека тој може да биде мост за иднината меѓу Македонија? Не може да биде мост меѓу иднината за Македонија. Оние што го поддржуваат Михајлов велат, слушайте, тој стана фашист за да се бори против српската пропаганда во Македонија. Тоа отприлика вака најгрубо, најкратко речено тој баланс. Може би е така, но во исто време тој има став дека не постои македонска нација но па се залага за независна македонска држава во своите етнографски граници со главен град Солун. Значи он има некакви своји политички идеи кои што можеби некој тука и ги прифаќаат. Така дел од нив. Зошто бугарите не бираат некаква друга личност која би можела да биде мостот, бидејќи навистина бугарската култура па историја изобилува со луѓе кои што имаат контакти со Македонија од секаков вид и политички и културни така. Зошто се оди на овој вид на провокација? За да го уништат моментот. И се уништи моментот во вистински момент. Така, значи ние имаме на 2 месеци пред онаа клучна одлука во која што треба да се тргне тоа бугарско вето и да тргнеме ние напред кон нашиот пат за ЕУ, се случува една ваква провокација која што сериозно ги разбранува односите и во Македонија, а и во Бугарија. Јас ги следам и таму медиумите. Тоа значи дека, да продолжам тезата од вашата колумна, дека русите не гледаат благонаклоно на новата рамка на Петков и Ковачевски како требаше да одвива диалогот? Не. Па тоа беше бепасирање на кое што они најдоа начин преку ваква некаква си интервенција да стават да внесат повторно немир. Ја и во колумната пишав, тоа е патернот, тоа е начинот на кој што се функционира. Во Македонија и подбуцнуваат против Бугарија, во Бугарија подбуцнуваат против Македонија, а они некако се секогаш на страната и на македонците и на бугарите, а меѓу нас е проблемот. Честитаат празници на различен начин. Да. Многу е тоа интересно и не знам зашто тоа не го гледаме. Добро, ама тоа ми е проблемот. Тоа е клучниот проблем. Дали сме ние поотпорни од бугарите на тоа руско влијание, од во Македонија има поделеност во јавноста? Тоа сакам да не прашам. Не сме поотпорни ние, жалам што гледате околу цела ситуација со Украина, што се случува. Па гледате и по медиумите пратам и така натаму како има многу луѓе кои што ја бранат таа агресија што се случи што се врши од страна на Русија на Украина, ја бранат и ја оправдуваат како биле русите во таква позиција, морале тоа да го направат и така натаму, и тоа за мене е зачудувачки. Тоа за мене, ја имав една дебата со овие од левица на таа тема. Така, значи, за мене е искрено многу зачудувачки ти да подржиш агресија
Така тоа е како сега некој сосед наш поголем, имаме ние неколку поголеми Да, се соседи. правеа паралели на Така, различни начини. да не нападне и да Затоа речеме што- видите мора они тоа да го направат. Така како мора тоа да го направат. Јас следиме таа Така. дебата. Добро, господине Тодоров, сакам да ве прашам, сега доаѓаме до една ситуација во која што прво треба да го поминеме викендов со изборите во Франција. Оти јас неколку пати со разни соговорници говорам дека може да се случи и да го разрешиме проблемот таа со Европска унија ако во Франција не победи Макрон, туку победи Ле Пен заради нејзините познати идеи. Но како вие ја гледате сега по натамашната нашиот контакт со Брисел на страна оваа идеја за ЕФТА? Има ли простор што треба се уште да се работи во Брисел, бидејќи јас и во мојот денешен коментар велам дека сега треба македонската дипломатија и политика може да направи едно завршно резиме пред Брисел до каде оди целата оваа работа. Имаме ли ние што уште со Брисел да разговараме? Имаме многу Во работи. смисла на Европска комисија. Имаме многу што со нив да разговараме. Во овој момент сега и во Брисел треба да го видат она што се случува реално овдека на Балканот и да ги видат тие сили кои што ја држат Македонија условно кажано заглавена на оваа вечна станица и да се обидат да најдат решение. Ако имаат сила да направат некаков притисок врз Бугарија, да отстапи од овие позиции кои што се и за нив штетни. И тоа е па друга тема на која што треба да дискутираме. Овие позиции се многу штетни за Бугарија, затоа што прават? Не сервираат во сфера на влијание на Србија. Па не, денеска овдека веројатно да направиме анкета повеќе од 95% од македонците ќе кажат Србија не е најголем пријател. А повеќе од 95% ќе кажат Бугарија не е најголем пријател. Ако направиме ретроспектива во 90-та година, веројатно многу повеќе имало кои што благонаклоно гледале кон Бугарија од тоа што денеска има. И што прават они со тоа? Они не оддалечуваат, не буткаат од нив. И наместо ние да бидеме во иста сфера на западно влијание, кај што би припаѓале заедно, така они не буткаат надвор од тоа влијание. За крај да ве прашам, не ви се чини дека некако Софија не користи како еден прокси пат за всушност расправање со Србија? Дека Македонија има некако секогаш, како да кажем, бидејќи не може со Белград да се ги расчистат односите, какви да се тие во однос на регионалните нивни поставености, амбиции и така натаму. Ако е така, многу име стратегијата глупава, вака искрено да кажам, затоа што не го постигнуваат тоа. Вучич вчера излезе со една изјава маестрална. Човекот е, значи, за политика го има моментот. Го има моментот, го чувствува и вика ние ништо не бараме. Македонија само пријатели да ни видат. И браќа. Да, и браќа. Ја нотирав И тука кај нас се кјутат и никој не вика добре бе, луѓе, црква да не признаете? Да. Тоа никој не го поставува прашање. А прашањето за црквата е прашањето за нацијата. Исто. Вие тоа го пишувате во својот коментар, меѓутоа да ве потсетам, водачот на руската црква, еден од Кирил е еден од најмилитантните поддржувачи на Путин за се ова што се прави не само во Украина, туку вклучително и овие замешателства за кои вие говорите во регионот. Нормално. И сега има луѓе кај нас викаат русите ни се браќа, они не поддржуваат Европска унија и Америка не кочи. А кои се тие кои што не кочат за признавање на нашата црква? А признавањето на нашата црква значи признавање на нашата нација. Тоа е клучот. Затоа и Србија и Бугарија имаат некакви кочници тука, така дигаат ручна, а тука се знае кој е така најмокниот играч во таа приказна. Така да сега не сакам ја ова да се свати па дека треба и со србите да почнеме да се караме, не ни треба тоа. Не ни треба тоа, ни треба градење на добрососедски односи и ни треба да градиме добрососедски односи на модерни основи, на основи на економија, на информатика, на едукација и така натаму, а не на вакви основи. А може би за крај е добро да го резимираме овој разговор со вашиот став за тоа. Оваа војна во Украина ќе трае уште известно време, тоа е јасно. Големи се кажам, инвестициите во конфронтацијата што таму русите ги направи и тоа дури со овој датум за 9 мај за победата на фашизмот, 8-9 мај, кога е тоа, дека тоа нема да биде. Каква ќе биде улогата на Русија потоа на континентов, па и на Западниот Балкан според вас, доколку тие сепак тие веќе го изгубија политичкиот кредибилитет, ама ќе видиме во војна смисла што ќе направат? Ќе се зајакне ли таа улога, ќе се ослаби ли, има ли тука некаков можеби простор за промена? Видите, во светот се случува големо тектонско геополитичка промена, веројатно и ќе се формира некаков нов светски поредок со нов баланс на сили. Ние сме премногу мали за да има некакви си големи турбуленции тука. Второ, уште еднаш ќе повторам, членка сме на НАТО. Тоа ни дава една поприлично
подобра позиција, подобра стартна позиција, да не бевме членка на НАТО сега, во овој момент, јас ќе бев многу уплашен. Ќе бев многу уплашен затоа што многу малку треба кај нас да настане огромен проблем. Сега мислам дека барем од тој аспект сме безбедни, колку и да некој вика што НАТО ќе не брани. Не. Друга е приказната тука. Така, значи, еве, Америка или НАТО директно не се вмешува во конфликтот во Русија. Така, зашто тоа е веќе конфликт НАТО-Русија. И тука има некакви граници кои што се поставени, кои што нема да се поминат. Тоа е она што нас не држи у некаква си прилично комфортна зона од овој аспект. Но ваквите влијанија ќе продолжат, а веројатно ќе се заселат во нареден период, затоа што се прилично ефтини. Значи, овие влијанија се преку Facebook, преку тролови, преку некои маргинални политичари или политички партии и така натаму, и тоа ќе засели, тоа е ефтино. Тоа може да си го дозволат. Затоа викам јас, ние треба да бидеме мудри и да најдеме начин како тоа да го направиме небитно, неважно. Да не им даеме можност за инструмент со кој што они ќе не влечат назад. Затоа е можеби пребрзо, но помислив на ова бајпасирање. Морам да кажам дека професорот Маријан Бојаджиев одамна ја разговараме таа тема. Да, одлично. Со него и тој тоа го предлага веќе пар години на назад. Да, одлично е тоа, затоа што мислам дека е некакво бајпасирање. Замислете сега ние да влеземе во Шенген. Бугарија не е таму. Па тоа не знам дали а они ќе сакаат да дојдат после во Шенген. Треба да се бориме. Да. Така треба да се бориме да најдеме начин како тоа да го оствариме ако е возможно. Никола Тодоров, благодарам за ovo utrинско брифирање.